Ние како регион почнавме со скромни средства и тие средства ги искористивме за почетоци на изработка на разни студии, анализи на состојбата во целиот регион, со кои што студии подоцна би можело да се направи некаков подобар, поквалитетен развој на регионот. Мислам дека сме први во државата кои што тоа го направивме. Сметам дека со тоа направивме да источниот плански регион беше на последно место од регионите во државата. На овој начин се искачи за 2-3 места понапред. Ние имавме редовно состаноци секој месец на различни места во сите 11 општини во источниот плански регион и едноставно самите помеѓу себе се запознававме и се изближувавме. Советот во тоа време функционираше на вистина многу добро. На седниците се дебатираше за различни проекти, имаше борби на мислења, секако легитимно дека секој градоначалник, односно секој член на Советот имаше и обврска и право да се бори за своите проекти, меѓутоа на крајот наоѓавме заеднички јазик да ги реализираме најдобрите проекти, односно проектите кои ги даваат најдобрите резултати. Преку форумот на заедници реализиравме еден исклучително за мене важен проект кој е од посебно регионално значење, можеби и пошироко, тоа е реконструкцијата на ски лифтовите на Пониква, со што се допринесе за подобрување на условите за скијање. Улогата на Центарот за развој на источнопланскиот регион е огромна и навистина тие несебично дадоа огромна поддршка во реализацијата на сите овие проекти, а се надевам дека исто така ќе продолжат со истото темпо и со поголем ентузијазам да работат на проекти кои ќе дадат допринос за развојот на целиот регион. Констатиравме дека со поголема соработка, со повеќе поврзување, со поголема координација можеме да дојдеме до реализација на поголем број на проекти во сите 11 општини. За мене, искрено, секој еден проект кој што го реализиравме во тој период во сите 11 општини представуваше и денеска представува круна на таа соработка. Ова беше и добар тренинг за општинските администрации преку овој концепт и преку оваа организација да се подготват општинските организации да аплицираат и на меѓународни повици во соработка со нашите соседни држави, да повлечат средства од ИПА фондовите, со што навистина покажавме капацитетност, добар тренинг процес и посакувам да преку Источниот плански регион продолжат соработките помеѓу општините, да продолжи координацијата помеѓу градоначалниците и да продолжи соработката помеѓу општинските администрации со цел да се реализираат поголем број на проекти за подобар квалитет на живот на граѓаните. Воспоставивме меѓуопштинска соработка за дигитализација на општинските услуги во сите општини во Источнопланскиот регион. Навистина постигнавме значајни резултати во сферата на инфраструктурата, на подобрување на инфраструктурата, развојот на туризмот, зголемување на зелените површини и заштита на животната средина, што преку проекти ги реализиравме преку Советот за развој на Источнопланскиот регион. Сите таргетирани потреби на регионалниот развој и на потребите на граѓаните кои што живеат во овој регион ги осоздавме преку форумски сесии кои што редовно ги одржувавме како навигација во кој правец треба да се движиме за развој на Источнопланскиот регион. Верувам дека со вакво таргетирање на потребите, сите средства предвидени за регионален рамномерен развој ќе придонесат за подобрување на условите во кои што живеат граѓаните во сите делови од нашата држава. Во работа со Центарот за развој на Источниот плански регион се движиме низ комплексните и одговорни прашања во поглед на одржувањето на животната средина. Во изминатиот период на сериозни кризи реализиравме повеќе проекти со изградба на фотоволтаични централи на јавни објекти во општинските институции, со што помогнахме да се заштитат трошоците кои беа значителни во работата на локалната самоуправа и општинските институции со кои раководиме. Создаваме решенија кои ќе допринесат не само за надминување на разликите помеѓу регионите на ниво на држава, туку и разликите помеѓу општините во самиот регион.
раководењето со центарот и работата на самиот центар за развој на Источно-Планскиот регион бара решенија кои ќе понудат одржив развој на сите општини, решенија кои ќе донесат резултати на подолг рок и кои ќе бидат со траен квалитет. Долго време помалите рурални општини се обидуваат да го добијат истиот пристап до ресурси, инвестиции и можности како и урбанизираните центри. Регионот, заедно со Центарот за развој, работеше во насока на нивно решавање. Во духот на таа соработка е и заложбата да се зајакнат заедниците. Силни заедници значи силен регион. Една од работите која што најмногу ја ценам кај Центарот за развој на Источен плански регион е нивната способност да ги сослушаат сите страни и да изнедат решенија за решавање на проблемите, се во интерес на подобрување на условите и квалитетот на животот на граѓаните во регионот. Заеднички сите делуваме во насока да ги разбереме потребите на граѓаните и соодветно на нив да ги приспособиме нашите регионални програми и планови, како и локалните општински стратегии. Дел од приоритетите на Советот и Центарот за Источно-Плански регион е создавање на услови за подобар живот во руралните средини, искористување на потенцијалите, природните потенцијали за развој на туризмот, како и стварање услови за конкурентно земјоделие. Со Советот и Центарот за Источно-Плански регион посветено работиме во создавање подобри услови за живот на населението во сите општини на Источниот плански регион со цел ниту една општина да не остане изоставена. И во наредниот период посветено ќе работиме да дадеме максимална поддршка на приватниот сектор пред се за искористување на финансиски средства од ИПАРД програмите за одржување и унапредување на туризмот.